Господине Тортевски, она што исто така беше актуелно во минатиот период е онаа одлуката не одлуката, туку процесот кој се води во судот во Страсбург во однос на аболицијата на председателот Иванов. Вие зборувавте доста за тоа и ми се чини дека вие поставивте една од дилемите. Доколку Иванов направил кривично дело, доколку го повредил Уставот, зошто нема постапка против него? Ова веќе е 4-та година од оваа старо-нова. Исто така, малкумина може знае дека и пред Уставниот суд има преставка во однос на уставноста, но Уставниот суд до ден денеска нема одлучувано се уште за тоа. Договор со Иванов да не се чепка таа работа? Па тоа би требало да ги прашите главните актери во оваа држава. Знаете, како навијач на Манчестер Юнайтед, Страсбург се дека Иванов го прекршил законот за помилување, дека членот 11 не постоел, дека процедурата не е запазена, дека не може без мислење. Значи, едно чудо аргументи ние користиме дека Иванов ја прекршил процедурата, меѓутоа ние немаме постапка против него. И тоа во многу ќе девалвира постапката и нашите аргументи пред судот во Страсбург. Не би сакал да зборувам какво е, што очекувам и како очекувам, бидејќи таму не знам, и мислам дека и таму има доста политика. Мислам, затоа што гледам некои случаи каде што обични граѓани се оштетени од многу сериозно, судот тој не ги зима, ги смета за багателни можеби. Меѓутоа, тоа е нашиот став и партиски дека оваа држава мора да смогне сили да се пресметува со функционерите кои што во време на нивниот мандат ги прекршиле законите. За жал, кај нас секогаш тоа прашање се постава дури од кога ќе му заврши мандатот. Многу ретко актуелен политичар е гонет од структурата кога неговата структура е на власт. Меѓутоа, сметам дека требаше сериозно да се размисли дали во овој процес имаше прекршување на законот и дали представуваше злоупотреба на службена положба.